со наставничката по македонски јазик, нашата почитувана и секогаш драга гостинка Татјана Алексич. Ја отвараме темата колку го извулгаризиравме празникот 8 март. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Нека е за многу години денешниот меѓународен ден на жената. За многу години ете ми можност преку македонска телевизија да им честитам на сите гледачки на македонска телевизија денот на жената работник. Така. Објавивте една интересна и убава колумна со една убава порака вчера на 7 март, меѓу другото се вели во колумната велите погледот полн со љубов е гласна тишина која те тера да вреснеш од задоволството како во оргазмичен транс. Ете така се сака жена, силно и постојано во секое време без датуми и празници како подсетување, а и така е насловот на колумната. Вели ние сме жени, ние сме сите денови. Вие сте учителка и така ќе го почнеме разговорот кога зборуваме за тоа колку го извулгаризиравме сите заедно празникот 8 март. Учениците брзаат да донесат подароци на учителките за време на овој празник, но и родителите се повеќе потресени од учениците. Колку е тоа правилно? Сега патував 45 минути на школски час од Карпош 3 до македонска телевизија, од сообраќај гужва, го прашам таксистот што ја вика 8 мартовска еуфорија. 8 мартовски транс. Да, како да е последниот ден. И јас се кажа, Вилама Шека, што е ден потоа? Кога ќе се испразнат паричниците, кога ќе се испразнат фекерниците, продавниците, кога ќе се отпатуваат дестинации и после тоа како ќе продолжиме. 8 март е многу убав ден. Воопшто празниците се убави, празнувањето носи радост. Меѓутоа ние сме некако наклонети, ајде да не генерализираме, меѓутоа тука на Балканот, од се да правиме митови, приказни, па некако да си додаваме наши салтанати, вака ќе правиме, така ќе правиме. И затоа дојдовме до ова што кажете како тема вулгаризација. Не само со државни празници, со верските празници и христијанските празници не знаеме да ги чествуваме како што треба по протокол, а ние учителките имаме таа одговорност да им кажеме на нашите деца кој празник е всушност 8 март и што значи, и меѓу другото да им ги спомнеме, да им ги поменеме жените кои се условно кажано виновни за еманципацијата, па некош кога ќе фатиме 5 работи одеднаш, викам што им требаше на ние Клара Цеткини, Роза Луксембург да не еманципираат, па да мораме да работиме. Еве сега гледав жени кои работат професии или билиме машки, женски, меѓутоа нема ова веќе милениумско унисекс. Светот оди во таа насока да нема поделба меѓу работата, жените се качија на месечина, се нурнаат 2000 мили под морето, работат машка работа, меѓутоа платеноста на таа работа, процентуалната застапеност на жената во високи државнички функции, на раководни позиции се уште не е егалите, не е еднаква со мажите, и тоа е таа борба за еманципација која продолжува од времето нели на почетокот на 20 век. Германките, на тоа беше и еврејка, Роза Луксембург, па нашите Роза Плавева и Накије Бајрами, нашите фактички се многу битни да им се предочат на учениците, кои го продолжија нивното дело, дури ете Роза Плавева е велешанка, тој Велес да го спомнам, не дека се крва ми од Велес, туку како еден извор на интелектуалци, не само од гемиджиите, солунските атентатори, кочораци, джинот. Велес из 8 март има вмешано прсти. Измешува прсти, така е. И уште тогаш продолжи борбата и тие всушност се бореа да се симнат фереџињата, време на остатоците од Турската империја. Најтежок период за македонскиот народ, кога губиш власт, ти си најжесток кон народот. Тоа се храбри жени. И тоа треба да го знаат децата. Јас низ призма на литературата им ги објаснам женските ликови, почнувајќи од древните епови, преку нашата прва еманципирана хероина во романот на Столе Попов Крпен живот, доста рожденката, која прва ќе внесе во една рурална средина градски манири, од носење килоти до секнење нос во шамивче, заради што селанките озборуваат. И кога си во нешто прв, обично сите првични идеи се осудени на озборување на предрасуди, па така и во нашето секојдневни ден денеска функционира. Значи, тие работи се важни да им се објаснат на децата каков е празник, зошто се чествува и да не се сведува се на оно што го кажавте на подароци. И тука доаѓа до таа вулгаризација. А има уште една вулгаризација. Вулгаризација на вулгаризација
еден закон кој се спроведе за да не опоменат нас учителките дека тоа го направивме без мерка. Закон подароци до 1000 денари, што е како да кажам, не смеевме ние да дозволиме такво нешто да дојде како закон. Значи, толку сме се однесувале несовесно да им наметнеме такво нешто на нашите деца. Да не генерализирам, јас кажам лично за себе, никош не сум дозволувала. Тоа знаат моите ученици, особено кога работе во Димитар Вахов, деца кои немаат можност ни на своите мајки да им честитаат, па не на нас учителките. И дури сум знаела и да им кажам, немој да собирате пари, ќе ве одбијам да не ви биде непријатно. Еве сега гледам последно време учителки да ги пуфувам од Карпош, направија инвенти каде што парите кои се собират ќе се пренасочат или за деца со посебни потреби или за социјално загрозени жени. Тоа се добри, тоа се благородни идеи, така треба да функционираме, без да се сведе тоа на одење по кафани. Обично мажите едва и чекаат да прославуваат 8 март нели во кафаните со жените, па подароци, па покажување кој со што нели се закитил или добил. Сето тоа е фалењето, тоа е малку е така дегутантно. Жената треба да се саки, да се почитува секој ден. Ние едно време го поистоветувавме празникот со празник на мајките, меѓутоа има жени кои не се мајки, а се големи жени, големи мајки се оние чии деца се со посебни потреби, уште поголеми мајки се оние кои чуваат туги деца. Значи, никогаш не родиле, меѓутоа се многу поголеми од мајките родилки. Жена работник и жена која никогаш немала работен стаж во било која институција, ама работи дома. Тоа се жени кои се домашни менаџери, домакинки. Уште поголеми борци. И уште поголеми борци да изменаџираш дома се. Жени кои успеале да станат доктори на науки и да имаат и деца и фамилија. Тоа не е едноставно. Затоа велам ние Пара Цеткин и Роза Луксембург, не знам што им требаше. Многу е тешко да го фатиш ритамот, да бидеш дома домакинка, да ти е се под контрола, што велиме ние, да исчуваш деца и да си професионално ангажиран и амбициозен во својот кариерен развој. Не е лесно. Така. На Човекот пред се веб-порталот беше објавена вашата колумна. Би сакал исто така да навлеземе малку и во незината суштина, бидејќи навистина е не многу близко, туку реално и тука, на иста линија и со темата, како што ја поставивме денеска. Издвојувам уште една реченица, вели, ништо друго нема да посака пред себе, се мисли на нели жената, ако ја има љубовта и верноста на саканиот маж. Добра е само кога е влюбена и кога сака. Ако жената не е влюбена, ако жената не е сакана, тогаш е тоа нервозна. се чувствува. Е нервозна. Е нервозна. Во таа и настапка. ни еден подарок нема тоа да го промени. Нема. И најубава жена, и тоа мислам дека најубава жена онаа која погледот на мажот го држи долго време. Значи, кога мажот нема да се сврти, да биде со други жени, таа жена е најубава. Воопшто не е битен тој надворешен естетски изглед. Колку жени во историјата на човештвото убавици биле несрекни жени. И колку имаме обични жени, згоредата и убавината релативно, кои се срекни затоа што се сакани жени. Јас малку во духот на сексуална азбука, МТВ, мојот дом каде што реализирав емисијата, па таму знам да уфрлам, нели, оргазмичкен вресок и све тоа ми е професионална деформација од емисиите ми останала. Ама и тоа најдобро го одсликува тоа што како порака сакавте да го пренесете до читателките и до читателите. Велите, најубава жена е задоволна жена, совршена со своите несовршености. Несовршености. Нема совршеноста, тоа се трикови. Тоа се митови, а ние го живееме милениумот на најголемите трикови, тоа се нели овие можности на разубавување на жената со нели овие помагала реконструктивна хирургија, пластика, ботокси, филери, она што го правиме со селфи, сега какви се телефоните, кога ќе се сликаш и кога ќе се видиш, не може да се препознаеш сам себе. Со филтерите, и се тоа некако вештачко разборување и ставање акцент на надворешниот изглед и на таа визуализација, која исто така одиве на крајност. Многу е поважно кога си среќен од внатре, кога си убав внатре, кога ти е душата убава, звонлива, кога си среќен, расположен, пак ќе кажам, љубовта е таа која всушност не прави убави и нас на сите ни треба, особено сега во овие турбулентни времења, all we need is love. Ја завршувате колумната, велите и додека трае или трае, повремено се прашуваме дали сме срекни со таква еманципација, самостојно да заработуваме, сами себе да се честиме и
наградуваме, почестани е мажот да не финансира, да се грижиме за домот и децата после работното време кое продолжува и кога влегуваме дома, веќе преморени од професионалните работни ангажмани. Нека ни е честит празникот на жената, работник и најеманципирано да си ја одработиме радоста во тишината на љубовта. Така е. Убаво е чувството кога примеш подарок. Уште поголемо чувство е да подаруваш. Ја повеќе се радувам кога подарувам. Меѓутоа, ете, можеби моето воспитување дома, или родителите, мајката и татко, да секогаш да бидеш самостојна, Татјанче, и сама да си купуваш се. Значи, некако ни наметнува да работиме, таа генерација. Моравме да завршиме факултети првен, па тогаш да се мажеме и да раѓаме. Немавме амбиции постдипломски, магистерски, докторски, некако, ама да си работиш, да си заработиш за свој леп и да имаш фамилија. Тоа не беше приоритет. И така, кога ќе вратам на нас за филм, тоа генерација, ние раѓавме на 26-7 години тука веќе, затоа што бевме со завршен факултет. Сега гледате, и тоа се смени со амбициите, младите девојки веќе 30-35 се поместува границата. Меѓутоа треба да се научат. Тоа е една достоинствена култура да не очекуваш дарови од никога. Ако не можеш сам себе да си приушти, да си купиш нешто, да се порадуваш, зашто би очекувала од некого да зависиш, па нека ти е и мажот, нека ти е сопругот. Има нешто така автентично убаво кога жената може сама себе да се почести, да си купи што сака. Така. Ќе завршиме со прашањето можеме ли да го вратиме празникот на Балканот, на старите шини, таму каде што припаѓа. Велам на Балканот, бидејќи секогаш некако си удираме по нашето и велиме кај нас, но не е така само во Македонија. Убаво вие кажавте и на почетокот од ова гостување дека празникот се извулгаризира секаде во овие балкански средини. Тоа е на секаде исто, можеби во поголемиот дел од Европа и светот не е така, меѓутоа на Балканот, без разлика дали се државите и веќе во Европска унија, не се во Европска унија, си ги тераат оние стари навики и секаде ова еуфорија и оваа гужва на 7 и на 8 март. Можеме ли да се вратиме на старите шини некогаш еве вака со учителки како вас кои што од мали нози ќе ги учат децата на вистинските вредности на 8 март? Враќањето кон минатото е невозможно и непотребно, меѓутоа добро е понекогаш да им кажеме за некои работи. Човек како стара често се враќа, носталгично, верам прв синдром на старење и да видиш во мое време како беше, се разликува. Треба да испечитуваме и оваа нова генерација, тие нивни нови амбиции, апетити, сето однесувања, меѓутоа мора да им се укаже, да им се кажуваат тие вредности за да ги држиме малку во една култура на однесување, на достоинствено однесување. Сметам дека се стави преголем акцент на материјализмот и тука се извулгаризиравме. Се гледа низ призма на пари, вредиш оноко колку имаш да покажеш. Интернетот, Фејсбук порталите стана за покажување. Поле, оно што би кажал Гоце Делчев, поле не за културна динамика и туку напротив за материјален, егоистичен свет на материјализмот, а инаку за празниците имаме нека традиција се да смениме. Само на овие простори се слави 2 февруари како ден на хомосексуалците, што апсолутно не е така и не постои таков датум 2 февруари, туку 17 мај, не знам како беше таму, кој е ден на хомосексуалците. Значи, сите празници знаеме да ги извитопериме, да додадеме нешто свое и тоа е таа вулгаризација која се сведува ете на некои купопродажни моменти, ете еуфорија, кафеаните резервирани сега, среќа во несреќа со ковидот, па малку спласнати расположби за одење по прослави и ние во Корчагиневе има традиција директорот и школото да не части нас, колешките, сите и техничкиот персонал, кој ми е многу драго, ние ги забораваме, а секој цвеќињата од децата, ако ми остават на клупа цвеќе, јас им го давам тоа на техничкиот персонал, тоа се жени кои се наши колешки, кои се многу битни, не пренесуваат знаење, како ние директно ме пренесуваат култура на хигиена, се грижат за најважното за нас, а тоа е здравието и ги забораваме. Тие, така што ете, прослава заедничка удобри некои времења, а вака не части училиштето по еден цвет, што е добро, учениците ги стопираме, значи нема потреба такво нешто, доволно да не почитуваат и таа љубов која гледаме, јас која гледам љубовта и почит од моите ученици, не ми треба ништо повеќе од нив. Ви благодарам за гостувањето денес и за тоа што повторно со вашата директност и реалност ги освоивте симпатиите на гледачите на Македонија на утро. Честитам уште еднаш 8 март и верувам дека пораката која што ја пренесовте ово утро ќе допре до многумина. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам.